Огромно зголемување на бројот на жртви на семејно насилство во Прилеп. За само 2 месеци биле регистрирани 51 случаи. 60% од нив биле рецидиви. За споредба, во 2018 и 2017 година се регистрирани само по околу 150 случаи годишно. Според социјалните работници, ова зголемување се должело пред се на тоа што жртвите станувале свесни за своите права и затоа ги пријавувале случаите, но за жал, од 51 случаи, само еден завршил на суд. Во останатите, жртвите и понатаму сакале да останат со насилниците. Жртвите сакаат претежно да биде насилникот повикан во центарот, да биде запознае со законот за семејно насилство, дека не смее да врши насилство врз никого и понатаму не постапуваат. За жал, Центарот за социјална работа не располага со доволен број на социјални работници и други стручни лица за да се справи со големиот број на вакви предмети. Доколку продолжи овој тренд, ќе мора да работиме повеќе тимови, повеќе вработувања и да се работи повеќе на превентивната работа и со жртвите. Центарот пак за граѓанска иницијатива од Прилеп веќе 3 години работи на проект за родово базирано насилство. Лани годинава проектот е во општина Долнини и со маргинализираните групи од Прилеп. Конкретно во 2018 со 13 случаи, од кои што на сите им беше пружена психолошка помош во смисла на системско и семејно советување со семејствата, која што го работи психологот кај нас, тоа сум јас, и на 7 случаи беше обезбедена правна поддршка, тоа го работи колешката. Најчесто психичкото насилство било поголемо од физичкото. Во дел од населените места најстрого се забранува мајка, родител на малолетно дете да изврши посета во училиштето. Значи, во никој случај не може да се случи да појде жената сама во маркет и да испазари редовни намирници кои што и се потребни за секојдневието. По завршување на основно образование на својата полуматурска забава, а исто така и по завршувањето на средното образование на матурската забава. Значи, во тој дел најстрого се забранува на женските припадници. И овој проект се работи заедно со Центарот за социјална работа од Прилеп.